Има иницијатива од градоначалникот на Скопје за намалување на бројот на членовите на управни и надзорни одбори во градските јавни претпријатија. Воедно треба да има и намалување на месечните паушали. Добра иницијатива. Ако веќе не се искористи можноста пред овие локални избори да се намали бројот на советници, ајде барем ова да е добро како почеток на штедење на градските пари. Зошто им се на јавните претпријатија по 10 на 15 членови на одборите, ако работата може да се заврши и со помалку, со 3 до 5 на пример? Треба конечно да заврши праксата преку обемните управни одбори и дебелите незаработени паушали, партиите да си ги вдомуваат своите сопартијци. И секако ова треба да продолжи и во општините, но и во државните претпријатија. Новиот скопски градоначалник и неговите општински колеги се растрчани да го подсредуваат градот. Сепак на многу од скопските улици има дупки кои чекаат да бидат санирани. За побрзо да ги најдат таквите места, прва скопска телевизија ги пренесува јавувањата на скопјани, кои посочуваат каде треба да има соодветна градежна реакција. Например, Михајло Ицев ни испрати фотки со локации на 3 дупки, за кои, како што вели, неколку месеци се несанирани. 2 дупки се во општина Центар, на улицата Загребска, на спојот со улицата Антон Панов. Третата дупка е во општина Газибаба, на вртењето кон училиштето Коце Металец. Луиза Стојковска пријави дупки на улицата 29 ноември во Центар пред домот за слепи лица. Борис Нацев ни испрати 2 фотки од дупки, првата пред Министерството за надворешни работи, а втората на улицата Џон Кенеди во Чаир. Тони Бадаревски ни испрати слики од дупки кои треба да се санираат во Радишани. Нашата редакција и понатаму стои на располагање на скопјани за да ги откриеме дупките низ Скопје и да им помогнеме на градоначалниците да ги најдат и закрпат. Пријавете дупка на улица на нашата имейл адреса info@prvaskopska.mk. Голем дел од општинските претпријатија во Македонија лани работеле со загуба. Во Скопје се најголемите загубари, а врвот го држи водовод и канализација. Ова скопско претпријатие има загуба од 4,2 милиони евра, а на второ и трето место се скопските улици и патишта со 2,6 милиони евра и комунална хигиена со 1,2 милиони евра загуба. Како што покажува анализата на Центарот за граѓански комуникации, вкупните загуби на локалните јавни претпријатија во земјава достигнале 17,4 милиони евра и се зголемени за 56% во однос на 2023 година. Од друга страна, покрај загубите и долговите се дополнителен тежок товар за ваквите претпријатија. Од 128 анализирани претпријатија, 126 имаат акумулирани обврски во висина од 193,2 милиони евра. Повторно на врвот е скопскиот водовод и канализација со долг од 53,3 милиони евра. Општина Газибаба овозможува младите брачни парови да може да градат куќа без да плаќаат комуналии. Иако првично оваа мерка беше наменета за лица до 29 години, по детална анализа и препознавање на реалните потреби на младите, границата ја зголемивме до 35 години, со цел да опфатиме повеќе семејства кои сакаат да градат сопствен дом, соопшти градоначалникот на општината Бобан Стевковски. Според она што е соопштено, ова право може да го остварат лицата кои се жители на општина Газибаба, кои градат, доградуваат или надоградуваат прв дом во нивна сопственост и треба да достават изјава дека објектот ќе го користат за сопствено домување најмалку 10 години. Продолжуваат интензивните активности за обновување на јавните површини и подобрување на урбаниот амбиент со фокус на централното градско подрачје. Од градот Скопје наведуваат дека се работи на локации што со години биле занемарени и без основно одржување, со цел да им се врати функционалноста, безбедноста и достоинствениот изглед. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски информираше дека деновиве интензивно се работи на сите страни во градот. Тој наведе дека на плоштадот Македонија се заменуваат скршените и пропаднати плочки. Фонтаните што подолго време не функционираа, повторно се враќаат во употреба, а пристапните патеки ќе добијат уреден изглед.
Агенцијата за катастар на недвижностите и општина Кисела Вода ќе зајакнуваат меѓусебната соработка. На денешната средба на градоначалничката Бети Стаменковска-Трајковска и директорот на катастарот Иван Живковски било констатирано дека модерното и транспарентно управување со податоци е неопходно за развој на општината, подобро планирање и подигнување на квалитетот на услугите. Како што соопштија од општината, посебен акцент бил ставен на можностите за интеграција на дел од дигиталните системи со олеснет пристап на локалната самоуправа до катастарските податоци, што ќе придонесе за побрзо постапување по барањата на жителите и поголема ефикасност при издавање документи и спроведување урбанистички процеси. Во паркот на булевар Февруарски поход, денеска општина Аеродром засади нови дрвја, соопшти градоначалникот на Аеродром Дејан Митевски и додаде дека запуштената локација повторно е убаво уредено зелено катче. Со стотици нови висококвалитетни садници низ целата општина, тој вели дека ќе продолжат со силно темпо да го прават Аеродром позелен и поубав. Ова не е само акција, ова е заедничка мисија за почист, похумен и позелен град, порача Митевски. Пожар во семејна куќа во Шуто-Оризари. Повредено е едно лице. Имено утрово во СВР Скопје е пријавено дека на подрачјето на Шуто-Оризари настанал пожар во куќа, собственост на 31-годишник од Скопје. При евакуациското излегување од куќата тој се здобил со повреда пошто бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза за укажување на лекарска помош. По брзата реакција на екипа на бригадата за противпожарна заштита, пожарот бил изгаснат. Извршен е и увид на опожареното место. Млада скопјанка била физички нападната од едно лице по недоразбирање во сообраќајот, а нејзиното возило било оштетено од напаѓачот. Вчера во СВР Скопје 19-годишна скопјанка пријавила дека околу 17 часот и 40 минути на подрачјето на Центар, по претходно недоразбирање во сообраќајот, била физички нападната од едно лице кој со велосипед и го оштетил и возилото. Стои во полицискиот билтен. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Природно-научниот музеј во Скопје ќе се модернизира и дигитално збогатува со донација од Стопанска банка АД Скопје. Ова е во пресред на неговиот 100-годишен јубилеј и во целото столетие од неговото работење и е прва ваква поголема донација директно вложена во музејот. Особено е добро што новонајавените проекти што ќе се реализираат ќе донесат во музејот магична соба, која првпат ќе имаме во Македонија, а ќе се добие и подобрена пристапност, модерната веб страница и нови дигитални алатки кои директно ќе влијаат врз развојот на љубопитноста, знаењето и креативноста кај најмладите посетители.